што треба да направиш да може бизнисот да функционира без тебе и не само да функционира, туку и понатамо да расте и да се развива или скалира како сакаш. Првата работа, која што треба да ја расчистиме уште на самиот почеток, е што најголем дел од предприемачите на својот бизнис гледаат како на свое работно место. Еве, ќе направиме една проба и ти одговори на прашањето, ќе ви забележиш дали ова изјава држи и важи и за тебе или едноставно не. Дај Боже нека не. Еве, замисли дека излегуваш од твојот бизнис на подолго време, еве, нека биде 3-4 месеци. Дали твојот бизнис и понатаму ќе функционира нормално, идентично како и кога си внатре во самиот бизнис. Значи, одиш 3-4 месеци на одмор, се враќаш и бизнисот функционира најнормално, идентично како си претходно како што си го оставил. Доколку одговорот е не, тоа најверојатно само значи дека првата и основна задача не ти е завршена, а тоа се вика градење на системи. Сега, што е поентата? Секој еден од нас во текот на еден работен ден играме најмалку 3 улоги. Првата улога е визионер или собственик, втората е менаџер и третата е техничар. Што најчесто луѓето прават? Луѓето кои што имаат работнички мајндсет, кои што работеле во претходни компании, заедничко ориентирани, производно ориентирани, најчесто се го задржуваат овој идентитет на работник. Што тоа значи? Мислат дека со повеќе работа, дека ќе заработаат повеќе пари и дека нивниот бизнис и понатаму ќе функционира. Не велам дека е лошо или дека е добро, но дали е ова бизнис или не. Следна работа, кога зборуваме за менаџер, тоа се луѓе кои што сакаат да имаат се под контрола и да управуваат со другите луѓе и со оперативните процеси, па наместо да градат системи и да ги устручуваат и другите луѓе, нели да можат да бидат дел од системот, тие едноставно се впуштаат во оператива и постојано нели ги надгледуваат процесите, укажуваат на недостатоци, ги брзаат луѓето како и да е, значи се грижат нешто да биде правилно и навремено направено. Сега што е поентата? Па поентата е дека сакал ти или не сакал, твојата улога како собственик на твојот бизнис е токму да визионерството, односно да одговориш на следното прашање. Како твојот бизнис треба да изгледа кога е готов? Дали сега ова одговор на ова прашање ќе добиеш во првата година, во третата, во 20-та или никогаш, ова зависи од тебе, а моето искуство вели дека најголем дел или повеќе од 90% од предприемачите на овој одговор, на ова прашање немаат никогаш одговор и постојано се вртат во круг. Значи, првата твоја главна цел треба да биде одговор на прашањето како твојот бизнис треба да изгледа кога е готов. Тоа би значело следно: не можеш да работиш нешто и да градиш од доле доколку не знаеш што е крајот и како тој треба да изгледа, или одлична метафора за ова ти е, значи како би требало да изгледа твојот бизнис под претпоставка еве еден ден да сакаш да го продадеш. И ова прашање често пати доаѓаат луѓето да се советуваат: Александар, сакам да го продадам бизнисот, значи близу се до пензионерски години, можеби едноставно се замориле веќе од тој бизнис, па сакаат да започнат некој сосема друг или да паузираат како и да е. И кога ќе погледнеме да видиме дали во самиот бизнис има јасни протоколи, дали има системи, дали луѓето се обучени и функционира компанијата сама за себе, што значи со еден одреден збор, а тоа е само управувачка компанија, или сето знаење, сите искуства, сите процеси се зависни и стојат во умот на првиот човек. Што е симптоматично со оваа ситуација? Па кој би купил компанија ако таа не е само одржлива, туку целото знаење и сите одлуки ги носи првиот човек. Што значи во овој случај, доколку сакаме да купиме нечив бизнис, ние ќе не само што ќе треба да го купиме бизнисот, туку треба да го и купиме и собственикот. А секако дека ова не е посакувана варијанта, којато што ќе инвестира средства и понатамо да биде зависен од еден човек. Утре може да од било која причина нели да не биде и целиот бизнис би се урушил. Што значи, во предприемништвото, првиот чекор, дали ти ќе го направиш на првата година, во 20-та, небитно, е како да ја подготвиш компанијата како за продавање. И повторно ќе кажам, ти не мораш никогаш да ја продадеш,
Можеш, не знам, еве, да ја поделиш на удели понатамо кога ќе решиш да се пензионираш, можеби да ја оставиш на твоите деца, поколенија, нели, и понатамо да функционира, а ти да си земаш дивиденда во пензионерските данови, а за жал најголем дел од предпремачите, или ако не ми веруваш, само погледни околу тебе, лево и десно, и забележи оние предпремачи кои што се над 50-та годишна возраст, ќе забележиш дали се задоволни, дали нивниот бизнис функционира, или постојано се жалат нема луѓе, нема вработени, се некој прави грешки, криза е, нема работа, има работа, што значи сето ова кажува дека во таа компанија не постои систем, значи систем за прилив на нови клиенти, систем за вработување, систем за онбординг или вовет на работни места, систем за производство, како нештото се прави, како се комуницира помеѓу секторите, каква е организацијска структура и се останато, значи има илјадници работи кои што не се одговорени и реализирани за сето тоа. И сега, доколку една задача се приметуваш или забележуваш дека се навраќаш по 100 пати еден проблем да го решиш. Значи, имаш прибелешка со клиент, повторно треба да го решаваш. Некој од вработените прави грешка, кусоци, вишоци, проблеми или како и да е, и ти повторно истиот проблем тој треба да го решаваш, тоа е само значи дека едноставно во твојата компанија не постои изградени системи. Сега, често пати луѓето ќе речат, добро, кога ќе дискутираме на оваа тема, добро, а тогаш што треба да направам? И ова е најлошото прашање кое што можете да си го поставите, па наместо да бараш прашање што треба да направам, само треба да направиме промена во мајндсетот или да се префрлиме од идентитет на работник, на менаџер или на менаџер, да се префрлиме во идентитет на собственик. Што тоа значи? Дека собственикот е визионер, а не извршител. Значи, собственикот прави стратегија, како тоа треба да изгледа, поставува цели, значи ја насочува силата, компанијата, ресурсите кон остварувањето на неговата визија, а некој друг, значи менеджментот, вработените треба да му помогнат да ја изгради оваа негова визија, што би значело наместо да поставувате прашање, окей, што треба сега да направам, прашањето кое што треба да си го поставите е како да го решам овој проблем еднаш за секогаш. Што тоа значи? Во текот на денот, доколку ти се случуваат, а е нормално, секоја компанија е жива материја, па постојано се случуваат проблеми, секој еден проблем кој што од денес па натаму ќе ти дојде, секогаш треба да го запишеш и да си го поставиш прашањето како овој проблем да го решам еднаш за секогаш. Не само еднаш, туку за секогаш. Решавајќи ги сите проблеми кои што на дневно ниво ти се случуваат, буквално чекор по чекор ти градиш систем. Сега, кога зборуваме за системите, постојат повеќе практики. Има различни теории како се градат системи и доколку би зборувале за сите системи, а јас не го знам твојот бизнис конкретно, па да ти дадам која е најдобра пракса, само ќе зборуваме за наједноставниот модел, кој што доколку го приметиш, јас те уверувам дека за многу брзо, кратко време, односно за 3-6 месеци, едноставно веќе нема да се навраќаш на истите оперативни задачи и буквално ќе имаш време слободно апсолутно колку што сакаш. Првиот е крут систем, сето она што долго време нема да се промени. Лого, меморандум, униформа, гардероба, паркирање на возила, паркирање на службени возила, паркирање на возила за гости, да речеме складирање, нели, на магазинска роба, прием на роба, работно време и се останато, значи оние работи кои што не подлежат на чести промени. Тоа значи седни само и размисли кои активности што ги правите во иднина, значи да речеме за година, 2-3, имаат тенденција да не се променат. Тоа се едноставно добри практики. Да зборуваме сега за производство, например. Што би значело во производство крут систем?
Тоа е нешто кое што се базира на како изгледа. Што значи како изгледа? Па да речеме правите некој производ и поентата што е на системите? Да се погрижите секогаш и секогаш и секогаш да се произведува на идентичен начин, за идентично време и на крајот да изгледа на идентичен начин. Што овде може да се направи? Така што ќе ги наблюдувате процесите, размисли која е таа најдобра практика која што ја правите и само земи лист и пенкало и запиши ги чекор по чекор како тоа го правите. Ако се состои од повеќе чекори, само оди на подчекори. Дали тоа ќе заврши со документ, со видеоматеријал, дали ќе заврши со скрипта или чеклиста, значи не е битно формата како ќе ја направите, секако дека е важно, но поентата е порно да имаш нешто отколку да чекаш да биде идеално. Вториот систем е мек систем. Што значи мек систем? Како нештото звучи. Значи, затоа велиме и мек, затоа што е подложно на варијабли. Во мекиот систем спаѓа како луѓето во вашата компанија комуницираат помеѓу сектори, како продажниот тим разговара со вашите клиенти, како примате нови вработени, низ колку фази, низ колку интервјуа, кој носи крајна одлука, кои се вредностите кои што ги барате за вработениот, за тимот и останато. Како разговараат вашиот тим на телефон со вашите клиенти. Значи, се она што е базирано на звук и на интеракција, или во превод, сигурно дека вие не би сакале секој еден од вашите луѓе да сите разговараат на различен начин кога клиент ќе разговара на телефон или дојде на продажен објект или во вашата компанија или небитно. Значи сте се труделе да ја градите компанијата 5, 10, 20 години, се трудите да им удоволите на сите, имате задоволни клиенти кои што постојано се враќаат и сега прашањето е дали реално сте задоволни од вашите луѓе, од вашиот тим, како вашите луѓе се однесуваат со вашите клиенти и јас сум сигурен дека во текот на денот, ако вие сте во самиот бизнис, забележувате дека сите луѓе се однесуваат на различен начин и дека имате илјадници забелешки колку тие треба подобро и повеќе да внимаваат. И па сега наместо секој ден да ги укорувате и да му објаснувате како тие треба да се однесуваат со вашите луѓе и како вие, нели, сте се труделе, сте трошеле и време и пари и енергија за да ги донесете, сега можете да направите една скрипта, може да направите еден видеозапис, аудиозапис, како и да е тренинг, тој да се преточи во систем и на тој начин сите луѓе секогаш да се потрудите да го вежбаат тој модел, да ги користат истите реченици, буквално сите ваши вработени да функционираат на идентичен начин. Што е добро со вашиот систем во овој случај? Дали вработениот утре ќе се замине, па ќе дојде некој нов? Она што е поентата е дека секој еден нов вработен кога ќе дојде во ваква компанија, слуша, гледа дека сите изгледаат на идентичен начин, сите зборуваат на ист начин и во тој момент не се јавува чувството кога ли јас ќе научам да зборувам како Перо, кога ли јас ќе научам да затварам премиум продажби како Живко или како не знам кој, затоа што кога имаме систем, ние не величаме поединци, туку градиме токму систем за да биде лесен за применлив за сите вработени, односно за целиот наш тим. И на крајот, третиот дел, тоа е информацијски систем. Што тоа значи под информацијски систем? Тоа се KPI или клучни параметри на индикатори на перформанс, како да речеме, нели, колку имало продажни разговори, колку тие завршиле со продажба, колку имаме промет по А, по Б, по Б, С клиенти, по производи, по се останато, значи како компанијата функционира помеѓу себе, да кажам, информацијски системи, исто имаме и нели каков е начинот кога вклучуваме нови луѓе во нашиот тим, значи базирано на информации. Сега, кога сите овие три ќе ги имплементирате, буквално тоа е првиот и основен чекор. Значи, кога ќе имате јасен одговор како компанијата треба да изгледа на крај, кога ќе ги имплементирате сите овие три чекори врзано за целиот бизнис, ова е првиот чекор до самоуправувачка компанија и на тој начин може да излезете од вашиот бизнис на 3 месеци, на 3 години ако сакате и понатамо вашиот бизнис да расте и да се развива, а вие да имате и повеќе пари и повеќе слободно време, а зарем не е тоа целта на секој еден предприемач. Сега, немаш оправдување, како и до сега, нели, не си знаел, не си можеби размислувал на ваков начин,
Сега знаеш како се прави систем, сега знаеш која е првата твоја цел. Сега ти бираш дали ќе превземеш лична 100% одговорност и сето ова да го имплементираш или едноставно и понатаму ќе ги обвинуваш клиентите, луѓето и останатите луѓе. И она што е интересно е секогаш кога работам со предпремачите, знам дека им е тешко да ги превземат да донесат одлука и да превземат лична одговорност, но без лична одговорност секогаш имаме отворена врата да го упериме прстот на друго место и да се дистанцираме од одговорност. Штом се дистанцираме од одговорност, ние едноставно сето ова нема да го имплементираме. И за крајот, она што ми е исто така важно. Знам дека од искуство најголем дел од луѓето, кога ќе разговараме на оваа тема или имаме тренинзи како подетално сето ова да се направи, секогаш велат, да бе, ама ја немам време, знаеш колку имаме ние специфични клиенти, мојот бизнис е различен, па ние не знам какви ми се луѓево, какви ми се клиентите или не знам што, као демек сега да ја помине ова гужвава или не знам што, па еден ден нели ќе се посветиме на тоа. И јас и ти знаеме и сме 100% сигурни дека тој ден никогаш нема да дојде, затоа што ова е чекорот за да дојде тој ден, затоа што ти никогаш нема да се разбудиш од спиење и компанијата ти е средена, има системи, се функционира, а ти можеш да шеташ. Нема тоа да се случи, затоа што треба да го имплементираш, односно да заслужиш па да го имаш сето ова. Сега, често предпремачите ќе речат, па да, нели, јас ова не можам сам да го направам. И супер, и не треба да го направиш, оти улогата на првиот човек или на собственикот е, рековме, предприемач, визионер, а не менаџер и работник. Што тоа значи? Тоа значи дека ти треба да направиш стратегија, ти треба да направиш план, ти треба да размислиш кои се тие клучни работи кои што се повторуваат, имаат проблеми, а треба да се решат еднаш за секогаш, и да ги делегираш на некој член од твојот тим и тој да направи понатамо, да ти помогне да направите систем. Што тоа значи? Дека ти ги делегираш задачите, го следиш тој процес дали се извршува или не, коригираш, менторираш и заеднички градите систем. Значи, ти одговорив, и не мора да правиш систем, ангажира човек кој што ќе ти го направи системот или повеќе луѓе кои што прават одлични работи ги извршуваат, значи како тоа го прави, нека седне, нека го запише, нека да го документира и на тој начин сите сте изградиле систем, па ако имаш 10 вработени, по една недел, еден протокол неделно ако правите, вие за брзо време сте ја затвориле цела компанија со ова прашање. Што би тоа значело? Колку побрзо имплементираш системи, толку побрзо ќе дојдеш до слободно време, не ти звони телефонот, клиентите се услужени, производите, услугите се секогаш испорачани на идентичен начин, имаш прием на вработени, испорака на вработени и се останато, но што е поентата? Гледај каде грешат предприемачите. Ќе се мачат да градат по 10-20 години бизнис и целиот бизнис им е овде. Никаде документ не постои како некој нешто треба да прави и она што нам не изгледа дека е лесно, луѓето околу нас апсолутно не име, затоа што ти како прв човек си вложил 5-10 години, си правил обиди грешки, твој бизнис си сакал да биде секако што треба, секој клиент да биде услужен, се да биде како што треба и нормално дека ти си вложил напор, енергија и како често пати го повторуваш едно исто, за тебе е станато навика и ти веќе тоа го правиш со леснотија. Но тоа што ти го правиш со леснотија и тебе ти изгледа супер просто глупо, за некого тоа е научна фантастика и доколку ти немаш системи, а оставаш на поединци да се прилагодат, таа битка никогаш нема да ја добиеш. И што се случува ако ова не го направиш? Величаш луѓе наместо да направиш систем. Што тоа би значело? Ако, прост пример ќе ти дадам, доколку ти изградиш системи како се ова што го зборевме, буквално си изградил од твојот бизнис автомобил. Го насочуваш каде треба да оди и тој бизнис оди. Доколку возачот ти замине, едноставно само бараш возач, има сите задачи како тој треба и понатамо да продолжи со возилото. Но што се случува доколку немаш системи, имаш квалитетен човек, 1, 2, 3, клучни луѓе, десна твоја рака, лојални луѓе, ти мислиш дека ќе останат во пензија со тебе, заминува човекот, со него заминува и знаењето. Сега што правиме? Колку време си трошел за човекот да се научи,
колку скапи грешки си плаќал додека човекот ги правел тие грешки, си се надевал дека еден ден, нели, сето ова ќе се научи и ќе имаш повратна средства или дивиденда од времето и енергијата која што си ја дал на тој човек да се обучи, нели? И сега тој човек кога треба да ти даде највеќе бенефит, тој човек си заминува и ти повторно си на почеток, повторно ангажираш друг човек, па луѓето ми викаат сега Александар, дали е подобро да ангажирам искусен човек или да најдам нов па да го учам? Види, што и да одлучиш. Јас не можам да ти дадам одговор затоа што не знам која твојата индустрија, бизнис, ниво, нели во која фаза се наоѓаш за да ти дадам конкретен совет, но поентата е дека штом заминува човек, ти повторно се враќаш на почеток и повторно се вртиш во круг и сега еден дојде и друг замини, ти повторно се трудиш, повторно се нели само што си решил една задача, сега повторно те враќа на почеток и така на луѓето им поминуваат 5, 10, 20 години и на крајот ми викаат Александар, веќе ми се гади од бизнисот, дај нешто друго или не знам што, а одговорот е секогаш идентичен. Ако еден бизнис не знаеш да го скалираш, систематизираш и одржиш, зошто мислиш дека некој друг бизнис е полесен, поедноставен или едноставно травата кај соседот не е позелена, туку и ти треба да ја направиш твојата трава зелена, доколку ги примениш истите чекори како што и направил и овој твој сосед. Не должам премногу, и само за крај, доколку не си пријавен на мојот ньюслетер под ова видео или зависи каде ќе го гледаш, ако е на аудио подкаст, тогаш под епизодата имаш линк каде што можеш да се пријавиш на мојот ньюслетер, каде што секоја недела испраќам корисни информации и материјали, повремено правиме тренинзи само за луѓето кои што се наоѓаат на листата и не заборавај, системите се клучот за твоето слободно време. Без системи заборави на слободно време. Поздрав!